Најмногу од Грција. Најмногу од Грција. Тоа е, тие нас не признаваат и тоа кој е проблемот. Јас сум за не двојазичност, а сум за правата да им се, кај што има слабости, да им се поправат, ама и тие треба да гледаат на тоа, по тој договор дали беше 20% кај што се луѓето треба да имаат македонци, например, во Тетово и во Гостивар може да има повеќе од 20%, али се занемарени. Мислам дека нема Македонија, нема ништо тука, не е виновна опште. И сега тоа треба да се најде некој решение. Дали грците треба да попуштат, па може и ние малце треба да попуштиме. И се најде некој компромисно решение. Да не стоиме само уместо, тапкаме уместо ништо тоа. Па во рамките на рамковниот договор, како е договорено таму тоа. Јас прво ги обвинувам грците зашто не признаваат нас, ние сме постоеле многу долги години, многу со векови, меѓутоа грците што сакат, ќе си дое све на свое место. Македонија е се во добар пат и која преговара сега и мислам дека ќе постигне добри резултати. И ние ќе бидеме сепак во Европска унија и во НАТО. Тоа е моето мислење. Моje размислување не би требало да има двојдечно во Македонија, а албанците се во помал процент од колку што се прикажуваат. Тоа е више докажано статистички, мака тоа можеби ќе биде и ќе имаме и некој речи сега попис. Можеби ќе има и тоа за да се докаже колку се тие. Давајќи една информација дека било 7% турци и 13% се албанци. Тоа се 20% од малцинството во Македонија. Моите сознанија се такви. Од векот не прифатаќале они. Никаква кривица, се знае кој е крив. Македонија била и Солун бил македонски, ама сега помалиот ќе се почути. Каде е силата, таму е правдата. Сега ја едно да кажам, нека направат првен попис да видиме колку посто се. Па после дека добијат права. Од 15% не се фазла сигурно. А они кажу од 25%. Па нека биде реципроцно. И нашите македонци не ги имаат во Албанија исти права. Македонија никогаш не била крива, ни ќе биде крива. Оти ние сме македонци и ништо друго. А не на грците, они името да ни оставаат. Кои се они? Не ни се кумули нас? Ние сме постојали и ќе постоиме. А за црквата, ние сме Македонска православна црква. Не може да бидеме под некоја друга црква. Само тоа е наметнато прашање за проблеми да се прават во Македонија. Ништо друго. Никако двојазичност на цела територија. А не верувам дека си над 20%. Зошто не сакаат попис да се направи? Нека се направи пописот, ќе видиме дека под 20% ќе бидат. Тогаш не треба да важи ни рамковниот договор дека над 20% треба да имаат двојазичност. Не се во право. Па доволно има и ова што го имаат. Двојазичност може да има во Тетово, Гостивар, Кичево, во другите градови што треба. Не треба двојазичност во Велеслив да има двојазичност во Скопје. Не. Македонија не е виновна. Нас сите не укривуваат, не е виновна ништо. Виновни се грците, не напаѓаат цел живот, не напаѓаат. И никогаш треба да ја признаат они. Албанци во Македонија? Не треба да има поголеми права. Се знае, они се малцинство, не може да има поголеми права. Не. Не. Такво нешто не. Може да се има секој кај што се мнозинство да нека се зборуваат мајчиниот јазик. Кој му брани? Кој му брани? Не, Они сакаат државата да не ја. ама ни досега не е брането. Зборуеле и уште во бивша Југославија зборуеле на албански во своите места и денеска зборуваат. Тоа не е. Ама ни целата држава не е редно. Не, ни најмалку. Дали Од наша страна беше направено се за да успеат преговорите, така да виновен е соседот. Тоа прашање е предвидено во Уставот, децитно е кажано, така да нема потреба да коментирам. Не, тоа не може да биде затоа што ние сме од секогаш оспорувани како држава и сега мора да наоѓаат некои причини за да и понатаму продолжа со тоа иста политика што имаат подолго време. Кога ќе го воведат македонскиот на Балканот секаде кај што постанат македонци, тогаш ќе го воведат и македонскиот. И албанскиот јазик да воведат на територија на Македонија.